Доктор Наташа Габер-Дамјановска, која што е, се разбира, директор на институцијата која се занимава со производство, би рекол, под наводници на суди и обвинители и така натаму, тоа е Академијата судска, а утрово ја бараме за една друга тема. Доктор Габер-Дамјановска, добро утро, Наташа. Добро утро, Сашо, како сте? Ние сме добро, си стануваме рано на Сабајле, некако ни одговара вака што е поладничко, сега ќе фати да мрзне, може и ќе се лизгаме по улици, ќе видиме. Треба да се чуваме од се и од вирусот секако. Така, еве, се обидуваме дури по телефон со маски разговараме. Наташа, вие бевте уставен судија кога тргна оваа цела приказна околу аболицијата на минатиот председател Иванов, потоа случајот дојде до Уставниот суд, се влече со години и така натаму. Вчера Уставниот суд донесе одлука дека поништувањето на аболицијата е уставно. Може ли еден краток пресек малку околу целата таа материја и што тоа всушност предизвикува како правни последици? Па добро, благодарам на прашањето. Јас следев она што коментира дел од медиумите. Значи, морам да објаснам нешто што има врска со процедурата по која решава Уставниот суд. Значи, за жал, за членот 11-та, кога првпат го разгледувал Уставниот суд, ја преиспитувал неговата уставност, изразил сомнеж за уставноста на член 11-та и покренал постапка. Тоа е членот 11-та од Законот за помилување, само да... Да, член 11-та од третите измени и дополнување на Законот за помилување. Со тоа што вчера конечно, после долго разлекување на постапката, бидејќи по преиспитување на уставноста и евентуално искажување на неговите видувања на самиот доносител на одредбата или актот, така е по процедура, потоа Уставниот суд повторно го става на разгледување предметот и решава конечно дали ќе има уставно-судска интервенција, укинување или поништување, или пак евентуално ќе ја запре постапката како вчера што ја запра. Значи, запрената постапка не значи дека се произнел дека нешто е во склад со уставот. Туку ја запира постапката од аспект на сомнежот за неговата уставност кој што ја покренал на почетокот. Запирањето не значи ништо, туку само застанување на постапката. Што се правните последици од тоа? Правните последици од тоа се дека самиот член веќе не е предмет на разгледување, но во самата одлука предпоставувам дека ќе се каже, бидејќи така текстот се уште не е излезен, допрва ќе излезе на веб страницата на Уставниот суд, но како што читам и следам, образложението е дека тој бил темпорална одредба, што е точно, и овој пат се вразумил на некој начин Уставниот суд и се повикал на една точен формален елемент за да ја запре својата постапка. Покренувањето по мене не би имало смисла, но сепак ете тоа е чекор кој што претходно е направен, но сега еве на некој начин се санираше и членот понатаму не е ни во правниот поредок, бидејќи завршил со својата темпорална важност и тоа е тоа. Наташа, сепак, ако ми дозволите, се разбира дека сето ова има врвен еден политички контекст, не само правен. Разбираме дека се работи за надежите на обвинетите кои што се офатени со случаите на СЈО. Тоа може да има импликации меѓународни со Судот за човекови права и така натаму. Дали вака донесената одлука на Уставниот суд практично реферира на правните, да кажам, проблематизирање на случаите кои што ги покрена СЈО, или со тоа се става точка на тој дел од расправата? Мислам дека мудро Уставниот суд реши со вчерашната одлука да не се меша понатаму во ова прашање. Морам да укажам дека предходеше, точно пред една година, ве гледам на 4 декември 2019, дадено е барање за автентично толкување на членот 11, значи не на овој оспорениот, туку на членот 11, дали што законодавецот сакал да каже по однос на тоа за неговата правна важност.
и тоа е поминато како што процедурата налага преку владата, завршува во комисијата законодавно-правна на собранието, која комисија целата процедура запира со образложение дека нема потреба да се даде автентично толкување, односно мислење за член кој што не постои во правниот поредок. И сега, ако имате од самиот носител на таа одредба, значи законодавното тело, искажување дека тој член не постои во правниот поредок, не може Уставниот суд како негативен законодавец, во теоријата така е наречен, како негативен законодавец да го тврди спротивното. Би било голема правна конфузија и голем проблем кој што би се произвел понатаму. И во таа смисла, тоа значи јасно укажува дека во суштина членот 11а беше донесен за да ги санира последиците од неправно донесените помилувања, бидејќи сите по 56 помилувања што ги донесе тогашниот председател на државата, суштински се невалидни, правно невалидни, бидејќи се засновани на член кој што не постои во правниот поредок. Да подсетам, хронолошки, законот, основниот текст, законот за помилување донесен 93-та, измените и дополнувањата со кои што се брише член 11 се донесени во 2009-та, а укинувањето на сите измени и дополнувања од страна на Уставниот суд е 2016-та. Значи, од 2009 до 2016 ние имаме 7 години во кои што членот 11 не постои и не можете вие да се повикате на член кој што не постои да направите 56 помилувања. Значи, правно е невалидно уште од самиот почеток. Морам да кажем дека помалку иронично се смеам, бидејќи просто е неверојатно во каква ситуација се доведовме кога еден највисок орган во државата, како што е председател, постапува незаконски. Тоа е веројатно единствениот квалификатив што може да се даде во оваа цела ситуација и како што велат, што еден ќе расипе, потоа 100 паметни не можат да поправат. Точно, тоа е страшно и правник беше лицето. И не само тоа, туку последиците се многу приватни, дури и на обвинетите, и на осудените и така натаму. Секој има право да се надева дека ќе му се подобри нешто во неговата правна ситуација и така натаму. Дали со ова се става сега точка на тоа? Дали постојат други иницијативи, други можности, дали тој тип на оспорување на целиот процес може и понатаму да трае? Видете, во правото секој може се да бара, да дава поднесоци, да го дебатира и така натаму и како велат, нели правниците знаат да ги искомплицираат работите. И сагата очекувам да продолжи, ама мислам дека Европскиот суд за човекови права ќе постапи разумно и мислам дека Европскиот суд за човекови права, освен правниот аспект, во бројни предмети гледам дека и хронолошки ги следи работите и ги врзува она што се случува во различните држави со самите правни действија што се случува. Па така не смееме да заборавиме дека после укинувањето на измените и дополнувањата во март 2016 година, веднаш по недела дена после тоа, председателот ги направи овие 56 помилувања. Така да сигурно дека има некоја органска релација, односно врска на едното действие со другото действие. Наташа Габер-Дамјановска, директорка на Академијата за суди и обвинители. Благодарам, немаме време сега да разговараме за тоа што ви е вам практично функцијата, меѓутоа ќе се чуеме, Наташа, и на таа тема. Благодарам за ова разјаснување, бидејќи за луѓе кои што не се правници, јас сум сосема подпросечен во таа смисла, понекогаш е конфузија да се разбере што е укината, што е ова е, значи, потврдување на укинувањето на нешто што било незаконски применато. Тоа е. Да, сега морам сосема синоптички, значи кога Уставниот суд укинува, значи дека тоа одредба престанува да важи од тој момент па во иднина. А кога е поништување, како воопшто да не постоело во правниот поредок, се оди наназад. Тоа е тоа. Тоа многу луѓе го мешаат, па затоа морам да го кажам. Наташа, благодарам, ви пожелувам убав работен ден. Чувајте се и се слушаме во наредната прилика за да разговараме за судиите и обвинителите кои што вие ги произведувате. Апсолутно со задоволство. Убав ден, пријатно. Благодарам.